Растат тензиите во тајландскиот теснец. Немирите стасаа и до Јапонија. Таа тврди дека најмалку 5 балистички ракети истрелани од Кина кон Тајван паднале во нејзина економска зона во Јапонското море. Јапонскиот министер за одбрана Нобуо Киши изјави дека тоа е првпат кинеска воена балистичка ракета да заврши во нивните води. Ова е сериозно прашање што се однесува на националната безбедност на нашата земја и народ. Кинеската армија, која од вчера почна огромна воена вежба во тајванскиот теснец, денеска испука најмалку 11 ракети кон островот, кои завршија во морето, но се сигнал за воена надмокност на Пекинг. Тајванските сили за безбедност се ставени во состојба на готовност да одговорат во случај на директен напад од моќната кинеска армија. Тајванските власти потврдија дека проектилите завршиле во морето и дека не посакуваат војна, но се подготвени. Во меѓувреме, поради воената вежба на кинеската армија, придружена од воени летови, над 40 цивилни летови од Тајван се откажани. Станува збор за проектили од типот Донфенг, кои биле истрелани во правец на кинескиот остров Мацу, кои се дел од територијата на вежбата на кинеската армија. Ракетирањето во неколку бранови траело 2 часа. Тајванската влада соопшти дека и вебсајтовите на официјален Тајпеј, како и компјутерските системи се под силен хакерски напад, зашто преземаат одбрамбени мерки. Кина потврди дека се користени ракети во воената вежба. Сегашните и идни мерки на Кина се неопходни и навремени одбрамбени контрамерки, внимателно разгледани и оценети, насочени кон зачувување на националниот суверенитет и безбедност во согласност со меѓународното и домашното право. Тајванските власти тврдат дека кинеската војска намерно избрала да ја одржува воената вежба во 6 области, кои делумно навлегуваат во територијалните води на Тајван, со цел да го наруши статусот и да го поткопа регионалниот мир. Странските непријателски сили и нивната сајбер армија можат да извршат напади во секое време, така што Министерството за надворешни работи ќе остане будно. Доколку се појави какво било ненормално сценарио, ние веднаш ќе реагираме и ќе се справиме соодветно. Големата воена вежба на кинеската армија започна само неколку часа, откако и покрај противењето на официјален Пекинг, претседателката на представничкиот дом на САД Ненси Пелоси допатува во еднодневна посета на Тајпеј. Како што е познато, Кина не го признава Тајван како независна држава, туку како своја територија. А посетата на Пелоси ја доживеа како директна провокација. Иако засега е мирно и нема директна конфронтација, светот стравува дека случајот со Тајван може да биде почеток на уште еден голем судир меѓу САД и Кина, налик на тој со Русија во случајот со Украина. Тензијата дополнително расте поради тоа што американската војска има многу воени бази во регионот на Тајван и би можела веднаш да интервенира во случај на војна.